Affection is all I've got, a world I was dreaming of. You made it out of stones, now is warm and safe. No more dealing with heartaches. Pain and chains are the best. What happens with reason? Now I see the reason to smile is you, while making me be the real me. You hold me tight, saying everything's alright. It's the right time to fly. Truth is what we choose, confronting fear with kisses. Love is what we use. Now I smile and jump, shout with all my heart. Still don't understand why time with you flies. You're like a falling star from the sky, something unreal, beautiful and nice. Still don't understand why time with you flies. You are like sweet escape from a night's dream, too good to be true. I feel peace when I am with you. When I'm not with you, part of me is missing. My soul cries, want to get a perfect match. When we're together, everything is fine. Puzzle is solved, and our hearts are like an open sky. It's the right time to fly. Truth is what we choose, confronting fear with kisses. Love is what we use. Now I smile and jump, shout with all my heart. Still don't understand why time with you flies. Everything is fine. The puzzle is solved. And your heart is, kako беше? Like an open sky. Фантастична. Стефанија и Владимир, оние, јас би рекол, прекрасни луѓе кои што шират љубов и добра енергија, имаат една фина турнија. Додека идат поточно денот ќе ги однесе точно во Пирот во Белград, поточно натаму ќе одат со оваа турнија, каде што всушност и Владимир ќе има свој надпревари, ако не се лажам. Меѓутоа, секој пат се случуваат магични работи кога вие ќе дојдете во ова наше студио, меѓутоа и ова студио донесе магија за една ваша убава конекција. Ќе се сложиме. Да, морам да кажам дека после гостувањето кај тебе ние се овековечивме. Така? Така да. Значи, што да кажам повеќе, овековечено е и ова љубов и супер музика во етерот. Само да прашам, дали ова Healer? Не, ова е нова песна која се уште не е издадена. Ова е Time With You Flies. Исто авторска тема од Стефанија и Владимир. Идејата ни беше со ова да започнеме, затоа што пораката на оваа песна е дека многу е важно да го цениме тој што е до нас
и да не забораваме дека времето може да ни одлета, да ги цениме личностите кои што се до нас. Колку и да звучи клише, ние тоа постојано го коментираме и со колегите или нели во оние наши блиски средби со луѓе дека треба да го живееме сегашниот миг и ништо повеќе, тоа е единствено што имаме. А тоа што го имаме во моментот е цел еден нов свет и цел еден универзум кој што ни ги шири, нели, баш рацете и треба само да бидеме добра симбиоза и синхроницитет со него. Не сум видел одамна, знам дека работевте за време на пандемијата, меѓутоа, еве, точно рече си календарски 2 години од последното, можеби вака јавно гледање со вас. Ви благодарам што без исклучок, меѓутоа и премиерно дозволувате Телма телевизија да ги има тие некои, јас ви кажам, авторски права, ака нескромно, за да ги понудиме всушност и овие акустични верзии на сега ќе кажам новите 3 видеопродукти и приказни кои што веќе ги споделивте. Healer, нешто, ако не се лажам, и од душата не ми бегаш. Нешто што ќе го промовираме во целост во крајот на нова издание. Драго ми е што насмевката тука е кај вас и според она што го доживеав од видеоспотовите Стефанија Владимир, мислам дека сте една многу убава пета димензија со цела ваша животна филозофија и фаза. Знам дека за тоа е заслужна можеби и вашата приказна. Меѓутоа доаѓаме до една точка во животот кога нели мокте она сегашниот миг е најголемата мок што имаме и да ја искористиме максимално. Па тоа некако го изреализиравте и во текстот и во музиката, сето тоа некако во релација со природата. Да, те разбирам што сакаш да ме посочиш. Се обидува. Да. Една е енергијата. Среќна сум затоа што тоа те допира и тоа го осети од прва, затоа што цела поента во ова живење, во овој свет сегашен во кој што живееме, ние нас да ги зачуваме тие вистински вредности, да се вртиме кон природата, затоа и трите спота, првите 3 спота се тотално бейзик, без шминка, без фризура, чисто нашата душа, органски, гитарата, природно. баш органски, природно. Баш така. Сам од нашите документарни материјали што сме ги снимале, затоа што доста често патувавме по планините во Србија, од кај што е Владимир. Ова е Healer или ова е нешто? Ова е Healer, така беше. Да, Тоа е Златар. Тоа е Златар планина и таму има, значи јас останав без зборови кога отидов на Златар планина. И поентата ни беше не само да ја прикажеме, успеавте да фатите, браво. Фативме грмотевица. Баш и тоа е поентата дека без разлика колку имаме тешки мигови во животот, треба да сме сепак отворени за позитивната енергија, зашто таа е движечка енергија. Апропо природата, многу често знам во дискусија или во позитивна конотација да влезам со мои пријатели кога ми велат добро како возиш велосипед на минус 20 степени Целзиусови, како на мраз возиш, која ти е мотивацијата, како може да го сакаш дождот и така натаму. Не знам колку пати сум го кажал да не приватизирам сега работа, меѓутоа на времето снимив еден радиски џингл кој што гласи оној кој што вели дека сонцето носи среќа никогаш не танцувал на дожд. И секогаш го потсетувам, тоа се потсетувам себе си, ќе го поздравам господинот Симо тогаш кој што ми ја даде таа идеја да го снимам тој џингл и ми остана и само се потсетувам на дека ги прифаќаме моментите и а што може да се противиме? Прифаќањето на моментите, затоа што не може да биде идеално, ништо не е идеално. И кога тоа и така и треба да биде, го прифатиме и го трансформираме потоа на некој низ некоја наша призма на живењето и тоа ќе излезе нешто убаво. Како не? И тоа кога ќе кажеме не е идеално. Нема идеално. Само е совршено вклопено кое што треба само зависи како реагираме, каква е реакцијата на во случајот врнежите. Можеби ово да го сублимирам, целата поента е да се успее секојдневието да се доведе до едната, да ја речеме, петтата димензија, да се доведе секојдневието да ни биде такво, зашто тоа е многу тешко да се постигне. Знаеш како ќе отидеш во планина, ама тоа е сепак се уште е бегство. Поентата е кога ќе се вратиш дома или во секојдневните обврски, таа планина да остане внатре во тебе. По превод, сите сме ние дел од природата, сите сме планина некаква, што носиме со себе некои работи. Многу убаво што го истакнува, бидејќи кога изминативе години се вклучи во една прекрасна група која што најчесто разговараме и ги потикнуваме тие, да речеме, методи за животната енергија и човечката енергија која што ја апсорбираме од се околу нас, дека
понекогаш се губиме во овие стамбени згради, булевари и за жал понекогаш нели дистракција не е, а она што ни е природата е една само хилинг, нели она тоа што го имате преточено некако во мелодијата. За жал, можеби не можеме сите да поидеме на Тибет, каде што ќе можеме постојано да бидеме во медитативно издание и нели да знаеме да се конектираме со најдлабокото. Меѓутоа, што велиш ти? Убаво кажи, така ми остане. Планината, задржате ја во себе, или пак почесто идете на планина, па некако нели направите го тој компромис во животот. Да, знаеш како ние пример не одиме толку често на планина сега овој период, ама пример тоа чувство што го носиме од тогаш останато е во нас. Како помина Владимир Стефанија изминатава година, претпоставам дека Владимир беше најчесто и можеби сега, не знам како беа настапите, бидејќи спортските надпревари беа дека паузирани, ограничено беше и наступали многу prethodnih, od kad smo se vidjeli imali smo nekoliko nastupa, sve zaslužna ova pandemija i sve ostalo, da, ali evo baš sada smo u nekoj akciji i snimanja muzike i da kažem već se dosta sve stabiliziralo pa ćemo verovatno i nastupati, ali ja sam prvenstveno trenutno igram košarku i obaveze... I zaminoš сега во Пирот, всушност, така? Da. I obaveze mi, tako, koliko mi obaveze dozvoljavaju, toliko možemo i da radimo sada na tu temu. Ja sam više slobodan preko leta, pa da ćemo više da se pozabavimo. Тоа е најважно, тоа мислам дека треба да не забораваме да нели да ја поттикнеме радоста или детето во себе. Знам дека многу често креативниот центар Стефанија во Битола работи, Анастасија, пардон. Активен, знам дека и танцот е вклучен, тука се пеењето, нели? Да, па сега баш издадовме со децата вокалната група новогодишна песна Елко Елко и со неја ќе ве поздравиме затоа што баш да го зачуваме детето во нас. И јас постојано ја пеам таа песна, викам па зошто да не испееме кај тебе во емисија Елко Елко, што да не оживееме. И така сигурно ќе се оживее овој ваш акустичен настап и за време на празниците и мислам дека тоа е една песна која што генерации сплотува. Да. Ја имаат препеано на секој на свој начин и воопшто ќе се потсетиме. Така, продолжуваме вредности со децата, тоа ни е целта, значи инклузија целосна. Целосна инклузија, знаеш, таа тема исто дека инклузија спомна, тоа е моментално актуелен збор. Јас исто така, знаеш, работам музичка терапија за деца со попречености. Да не заборавам дека твојата животна приказна особено некако те инспирира за истото. Да, тоа е веќе претходно сме го коментирале сето тоа. Имам некаков сензибилитет на таа тема и во превод музиката каде што допира, јас таму ја распространувам и посебно овој период од како започнав продукција да работам, веќе сето тоа започна да се документира, затоа што работам и аудио и видео продукција сама. Дама предприемач, бизнес дама. Кој знае каква е ова дама, не знам веќе кој ќе ме прашат да кажам што побрзо се прави. Се познаваме може 10 години. Апсолутно не мируваш во позитивна, ќе кажам, конотација. Едноставно сакаш да понудиш и поддршка за овие млади момци и девојки и тоа сакам да прашам. Битола од секогаш знаело дека е да речам заедница која што има доста таленти, меѓутоа има поттикнувачи вака да речам од страна на Анастасија за нови генерации? Па тоа е и причината која што ме поттикнува да останам во Битола, еве како што гледате имам шанса одма да заминам, како што сите првиот чекор го гледаат за надвор. Како не? Поентата е да се точно да се поттикнат новите генерации, но тоа што го правам јас е всушност да ги потсеќам младите генерации што е вистинска музика, што е вистински начин на живот, преку целиот мој начин на живење. Еве сега ова што гледам пред мене. Тоа ќе го конзумирате веднаш по елко. И тоа е исто така наш начин на живот, целата таа здрава исхрана, тоа е здрав начин на мислење. И сметаме дека целиот концепт на живење влијае врз тоа што пренесуваме понатаму. И нас не е целта сега да презентираме, како да кажам, да проповедаме мир и љубов и сите сме среќни, напротив да ги иницираме луѓето да се вратат само кон себе си. И сметам дека би биле сите поуспешни и посреќни. Создадени сме од љубов. Точно.
Тоа е поентата. И многу често си го поставам јас, а и верувам секој од нас прашањето, нели, кога гледаме себе си или некој од нас, некој непознат, нели, минувач на улица, кога ќе погледнеме и ќе погледнеме таа тажна фаса и ќе му кажеш некому добар ден, нема ти водат и така натаму, нели, секој шалиме со осуда. Меѓутоа, си велам, зарем потешко е во афект да навредиш, да се развикаш, од да кажеш те сакам и да прегрнеш некого. Некогаш не ги разбирам работите, а повеќе даваме фокус и го адресираме тоа лошото. Или пак да речеме, гледаме емисија, ќе начекаме некоја непријатна ситуација да ја истакнеме, а отколку да кажеме супер денеска беа Стефанија и Владимир. Чисто така го кажам, многу често знаеме да се заглавиме во неморалното, неетичкото, лошото нешто што се случува и така натаму. Сметам дека како народ доста сме угнетувани, да кажам, многу да сме претрпеле. Излечиме тоа, нели? И сега точно, и тоа е поентата. Младите генерации да ги подсетат старите генерации дека има љубов, уште сме среќни, не е се така тажно и мрачно. Прекрасно кажано. Може ли вака да се збогуваме со Елко Елко, да ќе го погледнеме видео спотот за крај, некако таа симбиоза да струи денеска пред да заминете во Пирот. Елко Елко ќе биде. Да. За да станеме деца. За да станеме деца. Така е. Соба високо, Елката ни стои и ја красат играчки во илјада бои. Елко, Елко, порасни уште 2-3 педи, за да може Дедо Мраз дарови да реди. Снежана од бајките милно ни се смее и ни вели весело секој нека пее. Елко, Елко, порасни уште 2-3 педи, за да може Дедо Мраз дарови да реди. Тука е гитарата, вчера што ја сонив, многу, многу гитари, многу микрофони. Елко, Елко, порасни уште 2-3 педи, за да може Дедо Мраз дарови да реди. Елко, Елко, порасни уште 2-3 педи, за да може Дедо Мраз дарови да реди. Тоа ми се допадна, еден ремейк. Мојот поздрав за крај пред Пирот ќе биде едно благо издание од Антонија и се надам дека ќе уживате во бајадерата. Сакам веднаш да го почувствувате тоа задоволство и ќе ви посакам навистина уште многу. Јас реков дека тоа е еден, не знам како да се изразам, да не излучам непријатно, меѓутоа мислам дека е тоа. Иначе Стефанија е мајстор за правење на овакви. Значи ти благодарам што се покани во нашата кујна во следната сезона. Значи тоа сам да ти кажам, можеби следно домаќинката да се оди. Јас веднаш замислив, Владимир свири на конопој, се одебуваме да. А додека ти свириш, Стефанија ќе готвиме со мене. Може така направиме? Имаме договорено сега. Моментално можеби тоа е најдобро. Најдобрата сега идеја. И тоа ќе се случи за многу скоро веднаш по празниците. Среќен пат, уште веднаш ви посакувам добар надпревар, многу успеси и музички и спортски и освојување на планини. Насмејан и среќен, да шири среќа. Ти благодарам заедно со вас. Дај Боже, дај Боже.